Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно издание на квизот Листа за 300 кој што можете да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се веќе подготвени, па не би ги држал повеќе вака на стендбај. Мислам дека е време да ги повикаме победниците од претходното издание на нашиот квиз, односно денешните домаќини Ордан и Сашко. Повелете. Ордан, здраво, Сашко, здраво. Здраво. Како сме денеска? Супер. Како да не видите, супер. Првото гостување ви беше во минатото издание на нашиот квиз и веднаш лапнавте 200 евра. Односно си ги заработивте. Добри бевте. И ги потрошивме веќе. Толку ти да, па добро даш. Толку се. Мора не денес се уште лаже. толку да заработиме. Така е. Ништо, денеска со среќа, значи расположени сте повторно да атакувате на финансиска награда, така? Нешто да додадете, да не сакате? Па немаме ништо. Да поздравиме минатиот пат, што не поздравиме, сите што не знаат и познаваат. И поздравуваме. Голем поздрав е ви од мене, што сите ги познавате и не ги познавате. Ништо, тоа е со среќа во продолжение, сконцентрирано само. Имате нови противници, што значи доколку сакате да стигнете до паричната награда, повторно ќе треба да добиете 2 лицитации. Со среќа, денеска во улога на домаќини, повелете во домаќинската кабина. А за да продолжиме понатаму со листа за 300, секако ни требаат и нивните противници. Денеска тоа ќе бидат Коста и Васко. Повелете. Здраво, момци. Здраво, Добре здраво, дојдовте во листа за 300. Добре, најдовме. Како сте? Добро е, фала. Не ви е прв пат да сте во нашиот квиз, така? Па не ни. Сме се дружеле. Мене ми е прв пат Не ви е во прв пат, вашиот, да. а на други квизови сум бил веќе. Добро, значи имаш телевизиско искуство, камерите да. не те плашат. Не. Јас не те плашам. Позитивна трема, така да. Тоа да, секогаш подобре нели за да функционираме поубаво. Така. Да бидеме посконцентрирани. Ако знаеме да контролираме, како што рече, Точно. ако не отиде работата како што не треба, така е. Ајде на кратко брече да ги освежиме нашите гледачи, кои сте, како сте, што сте, да се запознаеме. Јас сум Коста од Скопје, од Маđари, моментално во Кисела вода живеам со девојками. И како е сега транзицијата од Маđари во кисела вода? Многу убава. Да, ти одговара. Супер. Фали Маđари, ама и ова е убава. Па гледа, секој си има своje. Мислам дека Маđари сепак се уште малце подобро исконципирано, имаш и тротарчиња да прошеташ на делови и тревнати површини, малце тоа во кисела вода со годините се изгуби, но па се кисела вода е поблиску до центар, си има нели други работи, до аеродроми и така натаму, секој со своето. Битно тоа што викаш, да си вистинскиот човек. Тоа е Така. најважно. Васко, Васко, 35 години, среќно неоженет, живеам од Скопје во Бутел, вработен, во Фејдон, поздрав до колегите, до колешките, Голем поздрав и до од мене. директорката особено. Те пуштија денеска од работа. Да. По ствари денеска се надеваме наистина работа. Добро. Па работиме. Се Работиме и саботи, така да пуштен сум. Да, Не е одлично. проблем. Така се Со Коста се знаеме одамна и желба ни беше у пар да се појавиме. другари значи од одамна. поодамна. Многу одамна. Супер, ајде да се надеваме Колеги дека од денес. факултет, од Да, што имате завршено, бреч? Што факултет? археологија. Археологија, еден од поинтересните. Сега сите кои ќе спомнат археологија одма на Индијана Џонс не текна, знаеме дека Злат. реално Злат. не е. Да, и да знаат матета. За денеска подготвени ли сте? Така е. Да. Трема немате, не ми делувате, како што рече позитивната можда, ама таа не се приметува. Океј, во улога на предизвикувачи, со надеж дека ќе станете домаќини за следното издание. Здравје, се надеваме. Од мене имате со среќа и Фала. повелете во предизвикувачката кабина. Ордан и Сашко, односно Коста и Васко, се сместија во нивните надпреварувачки кабини. Сега останува само на мене да ги проверам истите дали функционираат онака како што треба за да продолжиме без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме кабината на Ордан и Сашко. Коста и Васко, дали се слушаме? Да. Да, немаме никакви проблеми, така. Во продолжение, доколку имаме некаков технички проблем, веднаш да ми посочите за да го решим истиот. Ако нешто не слушнете, не ме разберете, се сомневате дека била темата така или дека сум кажал едно, сте слушнале друго и така натаму, да ме прашате, немојте да претпоставувате. Важи? Нема гај. Уште една со среќа, сега ќе исклучиме и вашата кабина. Ордан и Сашко, дали се слушаме? Да. Немаме никакви проблеми? Не. Важат истите правила од минатиот пат, доколку имаме некаков проблем и кажувате и го решаваме моментално. Може да продолжиме? Може. Како домаќини морам да ве прашам се. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини.
Плюс на сето тоа добивме и зелено светло од домакините дека може да започнеме. Па, да не должам повеќе. Како и секогаш, така и денеска започнуваме со првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови кои почнуваат со буквата У. Бараме зборови од најмалку 4 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата У како убавка, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор можете да го кажете само еднаш, или во еднина или во множина, само во еден род и без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании и слично. Ордан и Сашко, дали ни е јасна темата? Коста и Васко, дали ни е јасно? Одлично. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи, барем кога станува збор за првото надавање. Денеска тоа се Коста и Васко. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Коста и Васко, кога ќе имате понуда, споделете со нас. Само да препрашаме, Слободно. на У со 4 букви минимум. Да, најмалку 4 букви. Зборови било какви, само без глаголи, Да, без може. имиња, без овако. Така, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Само може да се кажат еднаш или во еднина, множина и само во еден род без членување. 10. 10, во ред. Започнуваме со 10. 13. 13. 15, може. 15. 17. 17. Да заокружиме. 20. 20. Во ред. 20. 21. 21. Пак да заокружи. На 30? Директно? Да? Ајде на 25, да. Во ред. 25. 27. 27. Утре 30. Има зборови. Ајде. Не се малце. 30. 30. 31. Едно повеќе, 31. Да одговорат? Да. Ајде, нека одговорат. Да одговарат? Да. Ајде да видиме, доста надаваме, 30 и едно празно поле имаме. Сега да видиме, Ордан и Сачко. Ке ми треба 31 точен одговор доколку сакаме да ја освоиме оваа лицитација, поточно да ја добиеме. Темата е зборови кои почнуваат на буквата У. Треба да се од најмалку 4 букви составени. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Рековме нема имиња. Да, нема лични географски имиња, имиња на компании и слично. Ако сакате да ви прочитам уште еднаш. Дали може првата буква да биде на У, а вториот збор да биде друг или само еден? Не, само еден збор е. Добро. Да. Вака, сега ќе ви прочитам за да не се збуниме. Бараме зборови од најмалку 4 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата У, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор можете да го кажете само еднаш или во еднина или во множина, само во еден род и без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании и слично. Добро. Урина. Урина. Така е, точен одговор. Уринарен. Уринарен. Така е. Усна. Усна. Така е. Уролог. Уролог. Така е. Урогенитален. Урогенитален. Ако погрешам во изговарањето да ме поправи, Сашко. Може. Да, некој од зборовете ја за прв пат. Урогенитален. Урогенитален. Така. Така е, пети точен одговор. Убав.
Убав. Точен одговор. Убавец. Убавец. За малце фала ќе ти кажев, точен одговор ќе се уде. Фала ти, фала за убавецот. Тоа е Улов. улов. Не, за ова треба фала да кажеш, не за убавец. Точен одговор. Уво. Уво. Не. Да, добра, ајде, на време вика, Ушен. таман се поправи. Ушен. Ушен. На време да изреагиравте. Буквално пола секунда подоста, уште малци и ќе отидеш работата. Точен одговор. Украден. Украден. Така е. Уништен. Уништен. Така е. Усвоен. Усвоен. Така е. Устав. Устав. Така е, уште еден точен одговор. 13 до сега. Уставен. Уставен. Така е. Уплашен. Уплашен. Така е. Уплав. Уплав. Точен одговор. Умешен. Умешен. Точно. Упропастен. Упропастен. Точно. Укинат. Укинат. Така е. Сега не можеме да користиме укинување. Не можеме да ги членуваме, нели, повеќе. Покажавте упростен. Упростен. Само мен мислам дека не упропастен, знам, кажавме. Упростен не сме го кажале и точен одговор. 20. Улна. 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 Што е улна? Сте Коска. Сакам ја да научам затоа. У-Л-Н-А. Улна. Коска на рака. Коска на рака. Коскичка на раката, што поме. Улна коска. Да. Да, улна коска. Сум слушнал ја како термин. Така е, улна коска, точен одговор, не требаше време да го најдеме под оние медицински изрази, нели? Во речникот. Угледен. Извини, Угледен. угледен. Така е, Усвитен. усвитен. Тоа сум јас која ќе се изнервирам. Усвитен, само момент. Така е. Може сега ужарен. Пошто е или сличен. Ужарен, не, различни зборови. Ако го има во македонскиот дигитален речник, не гледам причина зашто не би можел. Не би можел усвитеното, нели, да биде сега, да. Ќе одиме со тој збор? Да, ужарен. Ужарен. Добро.
ужарен. Само момент. Еков на стартот. Бараме зборови кои што започуваат на буквата У и кои што треба да се содржат во магетонскиот дигитален речник. Ужарен. Ордан, многу ми е жал. Ужарен е српски збор, на македонски е вжарен. И го нема во речникот како ужарен, туку стои под зборот вжарен. Многу ми е жал, ова се оние нели мали пермутации на зборови, каде што веќе толку се влезени во нашиот јазик, каде што не знаеме веќе и ете, учиме вака, барем јас научив. Вжарен е македонскиот збор за тоа што сакавме да го кажеме. Одлични бепе, буквално крајот се назираше на 24-тиот одговор од можните 31. Ордан и Сашко може да се малку разочарани, но знам дека ова нема да ги демотивира, туку баш мислам дека плюс ќе ги мотивира за во втората licitaција уште повеќе да покажат што знаат и умеат. Но тоа не го менува фактот дека сега треба да се завртам кај Кости Васко и да им честитам за првиот освоен поен во листа за 300. Одлично тактички одиграно. Факт е дека има доста зборчиња на во македонскиот јазик, но проблемот е тоа. Голем дел од нив се србизми и може да се лизнеме на овој проблем. Како и да е, честитки момци, но немојте да се опуштате премногу, имате многу опасни надпреварувачи нас против вас. Имаме уште една лицитација, сконцентрирано. Зборови кои почнуваат на буквата У, кои што можевме да ги изиграме, тука се убавина, убавица, потоа убиец, ублажено, убот, уважен, увежбан, уверение, увоз, увид, угаси, угнетувач, угоен, угорнина, угостител, удавен, ударник, удвојување, потоа укажување, укинување, ултиматум, улога, урбанизам, ургентно, урда и така натаму има многу зборчиња кои што започнуваат на буквата У. Драги гледачи, како што реков, сега е време за второто надавање, односно втората лицитација. Ордан и Сашко ќе мора да дадат се од себе за да го изедначат резултатот, ако сакаат да играат на пенали и уште еднаш да се соочат со темата од нашата листа во спортивно. Нивното место ќе го завземат Коста и Васко. Затоа да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: знамиња кои имаат црвена боја. Извор – сајтот на светот на знамињата. Бараме имиња на суверени признати држави од Обединетите нации на чие име има црвена боја во било кои нијанси на црвената, без обзир дали е на основата или на некоја фигура, односно апликација на знамето. Ордан и Сашко, дали ни е јасна темата? Да. Коста и Васко, дали ни е јасна темата? Точно. Знаете, драги гледачи, дека за втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна лицитација. А тоа денеска се Ордан и Сашко. Ќе ме самолам да исклучиме кабината на Коста и Васко. Ордан и Сашко, кога ќе имате понуда, да слушнам. Со 5 да почнеме. Одлично, започнуваме со 5. 10. Васко вели 10. 13. 13. 20. 20. 21. 21. 25. 25. 26. Едно повеќе, 26. 30. 30. 30. 31. 31. 35. 35. 36. 36. 40. 40. Нека одговараат. Ајде сега да видиме дали ќе се исплати ова стратегија. Време и вие да одморите малце. Ордан и Сашко, ви дадоа предност денес како сте Васко да одговарате при втората лицитација, кај фала ви за предноста. Не ја сакавме ича, ама тоа е тоа. Се шалам, не знам, може би ги влечевте за вие да одговарате на оваа тема, искрено не знам. Темата како и да е знамиња кои имаат црвена боја. Кога ќе бидете подготвени, Може? повелете да. Прв. Хрватска. Хрватска.
Така е. Македонија може? Секако дека може. Ако имаме црвена боја на знамето, Има, мислам. ја мислам дека има. Малце. Србија има. Да. Србија. Србија. Така е, точен одговор. Црна Гора. Црна Гора. Така е. Словенија. Словенија. Така е. Црвено, зелено, бело, да. Италија. Италија. Точен одговор. Франција. Франција. Така е. Шпанија. Шпанија. Точен одговор. Холандија. Холандија. Точен одговор. Белгија. 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 Така е. Данска. 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 Точен одговор. Норвешка. Норвешка. Така е. Полска. Полска. Така е. Па и тие други сите се Монако. Монако. Така е. Русија има. Русија. 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 Русија за 15 точни одговори до сега. Јапонија. Јапонија. Иначе Малта не кажат. Дале? Не, кажа, па знам. Нека стои. Така е, точен одговор. Кина. Кина. Така е. Кина. САД. Да, Америка. САД. САД. Така е. Канада. Канада. Така е. Перу. Перу. Така е. Тие долните. Бразил нема. Чиле има. Чиле, како беше Чиле? Да, Чиле како. Чиле. Чиле. Така е. Поминавме повише од пола. Мароко. Мароко. Така е. Дај од европски уште некој. Има да Германија, пропалуш. кажа, Малта, дали? Малта не ја пишавме, така? Не. Пише ја Малта. И Германија немам изгледа. Така е. Германија. Германија. Точен одговор. Турција. Турција. Така е. Швајцарија. Швајцарија. Така е. Австрија. Австрија. Точен одговор е Австрија. Велика Британија. Велика Британија. Обединетото кралство, ама го прифаќаме и Велика Британија исто, мислам. Така е. Литванија. Литванија. Така е. Летонија. Летонија. Така е. Романија. Романија. Така е. Молдавија. Молдавија.
Точно. Близки исток тука. Ирак има. Тука се Израел, Сирија. Коста, микрофончето молим да знам. Нема гајле. Гозаш. Не, за друго, вовце ми шушка. Те слушам, да. Фала ти. Не, цело плава на Австралија. Малезија, Индонезија. Ја мислам дека има Текно кај што е. Сингапур. Сингапур има црвен. Да, Сингапур. Сингапур точен одговор е, да? Има Унгарија, заборавив. Унгарија. 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 Така е, Унгарија 34-ти точен одговор. Луксембург. Луксембург. Така е. Уште 5 ви требаат. Не сум сигурен. Ја мислам дека треба да. Мислам дека треба. Ali ако не си сигурен батари. Да, у Азија не кажавме ништо. Азија не, Африка многу не кажав. Египет имаше. Египет има. Црвено, црно, бело, соборало. Оној дресен од Мидо. Египет. Египет. Така е. Јужна Африка. Јужна Африка. Сирија има ли? Сирија има. Сирија има црно, бело. И црвено нешто и онди се Црвено. саки петокраки мислам. Знаеш кој има сигурно? Либан. 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 Да. Ајде. Либан да провериме. Така е, Либан 38 точен одговор, уште две ви требаат, Коста и Васко. Кои ќе бидат двете држави? Ја, а Ирак, Иран, како бе? Немаат црвените. Не, Оние становите имаат некои, ама не многу ги мешам тие. да овие треба да имат. Кој? Кажу, Како? Сирија и кој ти реков пред католички ги Треба да има Сирија. Најде Сирија. Ајде, Сирија. Сирија... За 39 точни одговори. Ни треба уште еден точен одговор. На крупчето да Црвено падне. мора да има. Викаш? Знаеш кој има сигурно? Северна Кореја. Северна Кореја. Северна Кореја. Они се посигурни здрави, петокраката и го. Ја имавте, како не се лажам, Бугарија не игравме. Ја заборавив? Значи, Не ја кажав? да, не ја кажав, ако не мислам. Да не казнав сега за тоа. Северна Кореја. Или луѓе се до тога не ги ни спомнуваме. Северна Кореја. 40 точен одговор за Коста и Васко. Одлично одиграно, момци. Мора да ве пофалам. Честитки за освоената победа. Денеска ќе имате шанса да си освоите убава парична награда, но за тоа ќе се навртам за кратко. Ордан и Сачко. Добро одиграно, сериозно, немам никаква замерка. Доста надававме, оставивме простор нели за да погрешат, но ете, ти излезе дека ги познаваат добро знамињата кога станува збор. Барем и успеа да ни го освојат овој поен. Заслужено. Заслужено. Ме подсети на минатата емисија како вие што добивте партијата со многу набројувања, потоа на нивник икс и така. Одлична ми беше дружбата со вас. Се надевам дека ми се допадне и на вас учеството во листа за 300 и дека повторно ќе се пријавите и повторно ќе се дружиме. Сигурно. 200 евра ми однесовте, не се мали пари, барем се исплатеше од Велес доаѓањето, така, за гориво, има и за кафанче и ќе има нешто и за кирката дома, да остане. Останете ми во добро здравје и едва чекам повторно да се дружиме во листа за 300, до тогаш, пријатно. Пријатно.
Драги гледачи, како што реков, сега ќе ги повикам Коста и Васко да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Но да пред да продолжиме понатаму, да прочитам јас уште некои од оние знамиња кои имаат црвена боја. Тука ги имаме Австралија, потоа Белорусија, Бугарија, Виетнам, Ерменија, Етиопија, па потоа Ирак, Иран, се извинувам, Исланд, Кенија, Колумбија, Куба и така натаму ги има доста, повеќе од 100 земји имаат црвена боја на своите знамиња. А сега, драги гледачи, како што реков, време е да ги повикам Кости и Васко да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Затоа, останете со нас, продолжуваме веднаш. Коста и Васко ми се придружија тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги соочиме се извинувам со темата од денешната листа. Не ми е денот денес кога станува збор за зборење, ама затоа ви е вас денот. И се надевам дека така ќе останат работите. Коста и Васко, пред да ви ја соопштам темата, да протрчаме на брзинка низ нашата листа за работите да станат појасни како што би рекле. Имаме 15 празни полиња кои што, како што реков, треба да ги спишеме со точни одговори за да ја освоиме максималната сума. Во меѓувреме, за 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заменуваат од тука со 300 евра. Дали сте спремни да слушнете темата? Може. Да. Се надевам дека сте подготвени. Вие, драги гледачи, денеска тестираме знаење на тема актери во филмовите Тетовирање и Викенд на мртовци. Извор, сајтот на филмската база ИМДБ. Бараме име и презиме на актерите или актерките кои играле главна или споредна улога во било кој од овие два наши филма. Доколку некој актер играл и во двата филма, можете да го кажете само еднаш. Како стоиме со филмовите, кога станува збор за македонските, од македонска продукција? Негова тема е, мислам. Да, ајде да видиме, барем некој денар сакам да ми земете. Кога ќе бидете подготвени, Коста и Васко, повелете. Гоце Тодоровски. Гоце Тодоровски. Започнуваме со една од онаа постара нелифела на актери со кои што израснавме, така е Гоце Тодоровски прв точен одговор. Благоја Чоревски. Благоја Чоревски. Кирце Јачко. Од како бе? Така е, Благоја Чоревски. Втор точен одговор и за 50 Димче евра. Мешковски. Димче Мешковски. Уште една наша легенда. Ѓорги Колозов. И така е за 50 евра. Димче Мешковски, точен одговор. Фала му. Честитки за првите освоени пари оваа сезона. Сега, размислете дали продолжуваме понатаму или си ги зимаме парите. Иди. Продолжуваме, значи, добро. Кирил Поп Христов. Кирил Поп Христов, познат како? Кили. Така е, Кили. Голем поздрав до Кили ако не гледа сега на Еквадор. Жив и здрав. И точен одговор. Ѓорги Колозов. Уште еден, Ѓорги Колозов. Само момент. Така и Ѓорги Колозов е точен одговор и за 100 евра. Данчо кој ќе биде? Чевревски. Данчо Чевревски, дајте. Така е, точен одговор, шести точен одговор за 100 евра, честитки. Фала. Сега, што правиме? Иди, Ивановски. Иди. Ама чекај, знаеме тројца? Кој друг? Игор Џамбазов, Мето. Каде? Игор е војникот, у викенда војникот. Мето Јовановски, кој ше? Мето и... Рече го на Димче син му, бе. Нема да ми текне. Кој друг беше? Ајде, фали уште една. Да, може женава србинка игра. Кој не може? Само наши глумци или било. зашто има и српски? Не, тие што играле во филмовите... Како беше бе? Да. Сеха Сабрич или? Сека Саблич. Да. Сите Сакаше да го залапаме скали. Ајде, идеме далje. Одиме понатаму. Ајде. Мето Јовановски. Мето Јовановски. Кој кажа стоја? Кој кажа Игор? Игор. Мето Јовановски. Игор Во тетовирање, Џамбазов. Така е, точен одговор. Игор Џамбазов. Игор, во кој ме игра, но што мислиш? Викенд на Викенд на Така е, Викенд на мртовци. И тоа ќе биде за вас 8 точен одговор, така е. и Сека Саблич. Сека Саблич.
Цека Саблич, 9 точен одговор и 150 евра се ваши. Честитки. Ала. Ајде се внимателно само во продолжение. Мамо, кој остана од тетовирање? Викенд на мртовци. Кој не гледам искрено. А кој си останал овакво? Име руки ли е тај? Сите ли ги набројав? Не знам како се викаат. Глумците се, не сите ги знам. Жена му како се Љубоманијак. А? Љубоманијак. Како се вика тој, не знам. Тој не живее у Ја Македонија. мислам доста. Чекаше 2 минути. Од викенд на мртовци да ми текнеш. Дади. Он е го охритил прилепот кај да се. Како се викаш Владимир Ангеловски? Ангеловски, да, еден. Ајде, еден, ја ќе ви дадам помош мала. Петрушевски не? Ванчо? Ванчо Петрушевски не беше? Тетовирање да не беше. Не ми текнува. Дади игра сигурно. Немаше двајца. Чекај се. Ајде, на добар пат сте. Толку можеме да ви кажем. Чандари од тетовирање. Полицајци од тетовирање, како? Не го знам кој е тој. Тој игра и то на срекне нова 49, ама име не ми теки. Шишков не беше? Ово негде? нели го кажа на Јовица Михајловски. Јовица Михајловски. Игра у тетовирање, мислам. Тетовирање. Не сме Игра. сигурни кај игра? Игра. Еде. Беше нешто. Двајца е ти уште еден. Владимир Ангеловски даде, Јовица Михајловски, Игра 100% игра. Ванчо Петрушевски, да го кажа. Не знам. Не сум сигурен. А, уште еден. Тенка работа, Танка работа за уште еден. А имаме Шишков, не беше? Не. Умре не бе тоа. Да го кажеме режисерот, може ќе го привод. Па сигурно имал некој улога негде таму. Кој? Режисерот се појавил. Ај, уште еден, нека ти текне, ајде. Ајде, има едно многу познато српско име тука, српски актер. Оу. Кој е Бата? Бата живее? Да. Он мислам дека е директорот. Ајде бе, кажи ги. Тие три ги запамтивме ли? Не. Ја би ги памтам, ама Тие се, не знам да ви помагам. Ајде. Слуша, кажај, одиме понатаму. Ќе атакуваме на 200 евра. 200. За кафана да има Три тама. точни одговори и ми зимате 200 евра. Тоа значи дека после тоа ќе ви останат само уште 3 одговори до 300 евра. Дај први нови. Ќе видите на дополнителна мак изложени. Ама ајде, прво вие три да видиме дали сте точни. Како беше Владимир Ангеловски? Владимир Ангеловски. Познат како? Да, да. Дади, така е. И одма можам да ви кажам, тоа е точен одговор. Игра во Викенд на мртовци. Јовица Михајловски. Јовица Ова е Михајловски. Бата. Бата живее. 99% мислам. Јовица Михајловски играше и во Викенд на мртовци и во тетовирање. И е 11 точен одговор и за 200 евра кој ќе биде одговора? Бата Живејовиќ. Бата Живиновиќ, што е најинтересно, не мислев на тоа име кога ви кажав. Не лажи сега да мислиме. Искрено? Ама во право бевте директорот. Директорот, ја. Това е директорот и е точен 12 одговор за вас двајцата. Со што успевате да ми освоите и да ми однесете 200 евра. Бата Живиновиќ, точен одговор. Сега, искрено без шала, внимавајте што ќе одлучите и Ајде, како ќе терате понатаму. Жени има еден куп жени игра, дај да ни. Точно дека ни една дама не спомна. Едно, Ќе ви се налутат. Не. Ајде, размислете, ако ви текнува добро, ако не, зимете парите и бегајте. Полицаецот што е у Што?
Истиот од Срекња Ново 49-та, познат српски е, може и на тој мисли. Не, може да. Немам идеја више. Ај батали, нема да ми тесни, се мачам. Да, доста. Кај да не ги изгубиме и овие што ги имаме, и јас сметам дека е паметна одлука, супер терате до сега, веќе заглавивте да, не се исплати да ризикува човек, нели да ги изгуби парите кои што си ги освоил. Добро е. Уште еднаш Прва четвртки емисија, за супер. овие 200 евра, точно така. Со здравје да си ги трошите, што е уште поинтересно, нели обезбедив учество за следното издание на нашиот квиз, што значи повторно ќе се дружиме, повторно ќе се надпреваруваме. Така е. Драги гледачи, пред да продолжам понатаму и да кажам дека дојдовме до самиот крај на денешното издание, само да ги прочитам дел од оние актери кои што игра. Ево, во Викенд на мртовци ќе ги издвојам тука Благоја Спирковски, потоа Владимир Ангеловски, добро, Гоце Тодоровски, Димче Мешковски, Ѓорги Јолевски, Катарина Коцевска, Марија Кондовска, Младен Крстевски, потоа Ташко Нашич, Тодорка Кондова, Томе Моловски, Џон Апелгрин, ги имаме во тетовирање Александар Чамински, потоа Атила Клинче, Александар Шехтански, Владимир Јачев, Ѓорги Јолевски, Ѓорги Колозов, Ѓокица Лукаревски, Зоран Цвијановиќ, Јордан Чочевревски, потоа Кирил Ристоски, Лилјана Мегеши, Мето Јовановски, Столе Арангеловски, Светозар Цветковиќ, Джеладин Хасани, Шишман Ангеловски, Сабина Ајрула и така натаму. Има уште многу други звучни македонски актери кои што играле во овие два филма, но под притисок на времето немам време сите да ги прочитам. Драги гледачи, дојдовме до крајот на денешното издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате на Сител телевизија. По продолжение не ми останува ништо друго, освен да ве поздравам, да ви посакам да останете во добро здравје и секако да го чекате следното издание на нашиот квиз. До тогаш останете со телевизија Сител и уживајте. Чао!